Спорот Словенија-Хрватска и влезот на хрватите во ЕУ не може да се спореди со билатералниот спор на Бугарија и Македонија. Граничниот спор на поранешните југословенски држави почна да се решава со арбитража пред самиот влез на хрватите, а Македонија поради невнесувањето на бугарите во уставот не може ниту да ги отпочне преговорите. Нашата држава доживува класичен булинг од одредени ЕУ земји. Вака делот аналитичарите ги коментираат пораките испратени од конференцијата на Паневропската унија на Македонија, на која премиерот беше дециден. На Македонија не и се мери напредок, туку е блокирана поради спорот со Бугарија и повторно од неа се бара нова отстапка. Ситуацијата беше исто така диаметрално различна, затоа што тој билатерален спор се остави за решавање пред самиот прием во Европската унија. Во дадениот наш случај воопшто не се започнуваат преговорите доколку не се исполнат одредени барања кои се наметнати од сосед, земја членка на Европската унија во дадената ситуација Бугарија. Значи, нас воопшто не ни се дава шанса да ги исполниме условите, да преговараме и да отвараме поглавја. Од власта се бара да се води од претходно преземените обврски кон одредени држави, без разлика дали тоа е дел од незината политика и каква е реалната поддршка во јавноста. Имаме пример од минатата власт, наместо широка политичка и општествена согласност, се туркаат решенија по секоја цена, само за да се исполни дадено ветување, коментира Ристевски. Според него, претходната влада и покрај тоа што немала поддршка од никого, уверувала дека прашањата ќе бидат затворени и дека процесите ќе се одвиваат без застој, но токму ваквиот пристап адхок политички решенија донесени без консензус се покажува како краткорочен и нестабилен. Тие пред Европа ветуваат дека нема да има проблеми, дека ќе се реши, ќе се попушти. Праксата покажува дека тоа не е така. Апропо референдумот, апропо промената на името, апропо промената и на територијалната поделба која се направи со референдумот 2004 и промените во 2005, ние гледаме дека токму таква форма на политички решенија кои се адхок донесени и кои во голема мера се избрзани, а се своевидна само желботека на некој кој ни ги наметнал, долгорочно креираат и поделба, и тензии, и се неодржливи на долг рок. Премиерот Христијан Мицкоски вели дека државата мора сериозно и внимателно да размисли за концептот прва и втора лига земји членки со јасни заштитни механизми пред да се донесат какви било одлуки. Тоа е опцијата државата да стане дел од ЕУ, но без право на глас, што би се случило во 2027 како дел од сценарио поврзано со мировниот план за Украина. Според премиерот, политичките процеси што се водат во моментов имаат историска тежина и долгорочни последици. Токму затоа живеењето во илузии нема да донесе соодветни решенија. Инаку според Мицкоски, Македонија е жртва на политички булинг во процесот на европската интеграција и наместо да се мери напредок, пристапувањето кон ЕУ е претворено во билатерални условувања што го нарушуваат кредибилитетот на институциите на Европската унија. Наместо реформите и исполнетите обврски, како мерка за напредок се наметнуваат услови поврзани со промена на уставот, името, знамето и банкнотите. Претседателот на меѓународната Паневропска унија Павло Баришик призна дека патот на Македонија кон Европската унија е неправедно забавен од билатерални блокади. Според него, грчката блокада во 2008 до 2018, а потоа и бугарската од 2019 го засиниле процесот на проширувањето и го нарушиле кредибилитетот на европските институции.